Бројни реакции од политичките партии за куќниот притвор на Артан Груби. Од опозицијската СДСМ ситуацијата ја оценуваат како театар и однапред договорен план од власт. Одредувањето куќен притвор за Груби е потврда дека се е договорено. Затоа обвинителството и судството беа ставени под директна контрола на Мицковски и ВМРО ОКГ, зашто СДСМ со месеци говори. Според ВМРО ДПМН, СДСМ стравува од тоа што Груби би можел да открие пред истражните органи во врска со неговата соработка со поранешни функционери. СДС, партијата која соработуваше и молчеше кога Груби правеше криминал, се исплаши до срж. Затоа што не знаат што се Груби може да каже. Дали имаат страв дека неговиот исказ ќе оди до поранешен претседател на СДС и премиер на Македонија. Одвлен вела дека Груби го турка Али Ахмети кон политичка екзекуција. Враќањето на Груби не е крај на процесот, тоа е почеток на расплет што може да доведе до целосно разоткривање на начинот на кој функционирала ДУИ. Прашањето повеќе не е дали ќе има политички последици, туку колку длабоки ќе бидат тие. Според Максим Димитриевски од ЗНАМ, сериозна држава не смее да дозволи вакви работи. Недозволиво е да лице кое што подолг временски период е во бегство се враќа во државата и му се изрекува мерка притвор и истото од распит завршува дома. Значи, сериозна држава не смее да си дозволи такви преседани. Со реакција се огласија и од ДУИ. Интегративците ги повикуваат судовите, обвинителството и сите надлежни институции да постапуваат исклучиво врз основа на закони докази, без да дозволат политичката клима да влие врз нивната работа. Ја сметаме за исправна одлуката на Артан Груби да се појави пред органите на правдата и да ги изнесе своите аргументи во рамки на институционалната постапка. Сепак тоа има смисла само доколку државата гарантира фер, непристрасен и транспарентен процес, ослободен од партиски влијанија и политички притисоци. Партијата од која доаѓа Груби очекува процесот да се води согласно највисоките стандарди на владење на правото, со највисоко ниво на транспарентност, во согласно со јавниот интерес, со целосно почитување на презумпцијата на невиност и со заштита на индивидуалните права и слободи.